Ама за сега во моментов, значи како и да го гледаме тоа прашање, ние немаме приватни факултети од област на природни науки. Така. Рековте дека бара вложување, значи бара ресурси, бара кадар. Гледаме дека тоа се многу згради прво. Сите тие институти мора да се сместат некаде. Прво институтот нели за хемија што е долу и потоа и горните згради. Значи тоа се голем број на професори, голем број на институти, автоматски сите тие насоки си бараат доста скапа опрема. Гледаме дека некој некогаш вложувал во науката во нашата земја и тоа било развиено, но дали мислите дека тоа сега е на соодветно ниво? Дали државата го препознава? Не, мислам, би било нечесно да кажеме дека се вложува во Македонија во наука воопшто, значи генерално зборам, не само во овие фундаментални науки. Така да вложувања нема, посебно во последниве, па ја не знам колку, можеби 15 на години, нема. Имаме инцидентни инпути на опрема, значи имаше пред, сега можеби се више 15 на години поминати, видиме само како тоа би дошло, можда и малку повеќе од 15 години, да, кога имаше набавка на лабораториска опрема за сите универзитети и од не минатата, предминатата година исто така нов инпут за набавка на проекти чија цел е да се набави лабораториска опрема. И потоа имате еден геп помеѓу тие години во кој што нема ништо. А науката е скапа работа, мислам, тоа е нешто што на секому би требало да му биде јасно. И таа кошта. Значи не можете да имате наука без опрема, не можете да имате наука без луѓе, не можете да имате наука без комуникација, врски со останатиот свет. А сето тоа, за сето тоа потребни се инвестиции. Така. Така да. Што губи една држава, што губи едно општество доколку ја запостави науката? Зависи што сака општеството, тоа е многу важно. Кај му е целта, така. Ако нема некоја посебна цел да се развива, ако нема посебна цел да го подигне стандардот, да се надпреварува со другите земји, нации, да излезе да биде светски препознатлив, можда не губи ништо. Така, кој си биде земја која што ќе функционира некако, да не се лажеме, вие можете да функционирате и без никаква наука, така? Да. Ама нема да бидете во земјите кои што се движат напред. А ако сака тоа да го прави, значи тогаш мора да инвестира. Не инвестирањето во наука значи дека вие скршнувате од тој пат и више не сте во класата на земји која што ќе може да си ги реши пред се собствените проблеми, бидејќи таа ни помага да ги решиме проблемите кои што ги имаме од сите аспекти. Сега не зборам само природни науки, од сите генерални аспекти, вклучително меѓу другото и овие. Значи истражувањата се меѓу другото основа за да се направи квалитетен високо образовен систем. Значи ако сакате да имате добро високо образование, треба да имате луѓе кои што тоа што ви го предаваат го работат. Значи работат, истражуваат и така натаму и пренесуваат знаење и искуство и тоа се толку изврзани нешта што просто незамисливо е да ги одвоите така.